بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ние се најдуваме веќе во последното поглавие од книгата на чистоќата, а тоа поглавие се нарекуваат, како што имат авторот наречено, бабу изалати неџаса wa dhikru ba'di a'yani an-najisa. Поглавие одстранување на нечистотијата и напомнување неколку специфични нечистоти. Напомнување неколку, значи специфични нечистоти. Број на хадисот е 142, кога спомнуваат Ибн Абдул Хади, велит: Ан Анас ибн Малик радијаллаху ан قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلا فقال صلى الله عليه وسلم لا. رواه مسلم. Во овој краток хадис кој го пренесуваат Анас ибн Малик радијаллаху ан, велит дека посланикот салаллаху алейхи ва селам беше прашан дали е можно да се прави алкохолот киселина. Дали е дозволено од алкохолот да се прави киселина? Пегамберот салаллаху алейхи ва селам одговори кратко и јасно: ла, не. Овој хадис е заверен во Сахих Муслим. Тука суилан небију салаллаху алейхи ва селам, беше прашан пегамберот салаллаху алейхи ва селам. Што значи това што учиме ние од начинот? Учиме ние дека ова прашање му дојде на пегамберот салаллаху алейхи ва селам после забраната на алкохолот. Иначе нема потреба ти да прашуваш за нешто кога тоа е дозволено. Значи, гледаш, треба бит прецизно, алимите таке ваѓаат, значи придонеси, што нас до некогаш ни се изгледа, значи, нешто едноставно или обично, или имат потреба. Не, значи тогаш знаеш, кога е ова прашано стигнато до пегамберот салаллаху алейхи ва селам, односно поставено. Значи прашањето е дали дозволено да се прави од алкохол киселина. Исто ова беше, значи, прашано, значи, за оној алкохол што беше преостанат да не се фарлат, туку да се употреби во киселина. Но пегамберот салаллаху алейхи ва селам го забрани. Тука зошто се спомнуваат темата на алкохол во тема, значи, на нечистотија и во темата на книгата на чистотијата? Не. Туку се работи алкохолот на себе си. Алкохол како алкохол, таа течна субстанца, дали е таја чиста на себе или нечиста е? Дали е таа, значи, тахира или неджис? Неджис, значи нечиста. Значи што е? Шех Зейд рахимуллах велит дека алимите имаат недоразбирање, имаат две мислења во ова. Значи, едните алими велат дека алкохолот е забранет за пиење, забранет и за прање јадење со него и така натаму, но како субстанца на себе е чиста. Што значи? Значи, ако ти дојде нешто од алкохолот на твојата облека, таа е чиста, значи нема потреба да ја измиеш. Па сега ќе дојде, значи, сите тие работи. Значи, разбравте или не разбравте? Или спиете? Значи, алимиве, алкохолов, како алкохол го забранува, значи забранет е со Куран и со Суннет за пиење. За пиење, за да правиш јадење, зачини со него и така, забрането. Но сега, таја алкохолна субстанца, дали е таја чиста на себе или нечиста е? Има две мислења алимите. Едните велат дека е чиста на себе. Но Шех Зейд рахимуллах велит, после долго истражување од мојата страна и барање во говорите на селеф и алимите кои дошле покасно, се уцврсти мислењето кај мене и тоа е најправото мислење. Ја Аба Харун. Најправото мислење. А тоа е дека алкохолот исто како субстанца е неджис, нечиста.
Значи, и забрането е за пиење и за правење зачини јадење, но исто така е како субстанца нечиста. Како субстанца нечиста. И тука идат после работи што се поврзуваат, значи ако имат парфумот, ако содржуваат алкохол, ако е значи толку голема содржина на алкохол во парфумот, што таа ти оправи тебе, значи неџис, твоето палто, твојата кошула, твојата мајца. А во друга страна, значи алимите исто велат како Шех Утемин рахимуллах, ако е тоа мал проценти на алкохол, значи 4%, 5% и така натаму, дека тоа се губит. Нарошто во преработување. Во преработување, значи, дека таа се губи. Но ако е голема процентуална содржина, тогаш се оддалечува, значи, од таа работа. И така треба, значи, ако го имаш и тоа мислење дека алкохолот е нечист, ако падне некоја капка на телото твое, на кожата, на облеката и слично, тогаш треба да се измие тоа со вода. Мијењето со вода го миеш толку колку да се осигураш дека тоа е излезено. Значи немат како кога куќето, она куќе што е, значи оке лижни во еден тањер 7 пати. Значи ова е шеријатско правило, овде немат право, значи логиката па зошто тука, не, 7 пати. Овде во врска со алкохолот, значи немат ограничен број. Туку се додека да се осигураш ти дека имаш таа нечистотија од страната од твоето тело или облека и слично. Значи да бидиме во јасност дека немат ограничување. Исто вели Шех Зейд рахимуллах, исто кога би се истурило алкохол во еден извор кој неговата вода мируваат. Значи, зашто имат луѓе, значи имат места што немаат доволно вода, што е прашање живот. Значи може ба цела населба или цело село еден извор имаат кој го користат. Ако е тој извор кој водата негова мирува тука, треба да се трудат тие што се одговорни за тоа и муслимани што живеат тука, за таа вода да ја отстранат. Значи со сите можности кои ги имаат, таа вода да ја отстранат, за да извирит нова пресна фришка вода. Ова се бара значи од ним. А што се работи во врска со твоите кондури и чевли, ако ти сгазиш на место каде имате стурано луѓе алкохол или имаат фрлано шишиња, значи кога има навика на џахилите, кршат шишиња на вечер, и ти врвиш тука. Значи на тие шишина тука, вода е тоа, значи алкохолот истурена, ти не можеш да прелеташ, шо вели сега, ја не врва овде, ќе се врата назад, а тука ти е патот за дома. Значи треба да работи, значи тогаш можеш да поминеш на тој алкохол, но после тоа одиш на земја и ги трзаш твоите чевли и твоите кондури и сандали. Додека да се осигураш дека се изчистени. Ова важи исто Шех Зейд рахимуллах велит и во врска за кога стапнува човекот во други нечистоти. Значи лепешки и така, урина и така натаму. Значи на твоите чевли не се барат од тебе, за ти се екстра со вода да ги чистиш целите, не, само со земја, на земјата, значи ќе ги трзаш, се додека да се осигураш дека се очистени. Следниот хадис, број 143, وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا رواه الدارقطني والحاكم. Во овој хадис кој е пренесет од Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума, да пегамберот салаллаху алейхи ва селам вели: не ги правите вашите мртви за нечисти. Не ги правите вашите мртви за нечисти. Зошто муслиманот не е, значи нечист. Муслиманот е чист. Дали е тој хајен, жив, ва мејитан или мртов. Значи, усмртувањето на муслиман не го прави него
nečist. Туку to je, znači čist. Čist. Što znači to, veli šejh Zaid rahimullah? Znači, onoj koji go mije dnego, kako dženaza. Znači, той со неговиот допир на неговото тело не се извалкуват. Не се прави тој неджис, како што ако доприш со расите алкохол, треба да ги миеш, така? Или ако доприт куче, ако ти ги бусне расите, треба да ги миеш. И така натаму. Но, овде, во врска со муслиманот, дали е тој мртов или жив, или со муслиман жив, идеш до допир. Си кај Кааба, трзаш, значи имат голема гужва. Си во Арафат, си во Музделифа. Значи имат гужви големи. И се идат муслимани негота пот, дури пот од муслиманот се допира со тебе. А? Не е така? Вие што сте биле? Значи има такви случаи секојдневие. Или тој се клања до тебе. Има ногата мокра уште. Така? Значи тоа не значи да ти после намазот дојдеш ногата да ја чистиш дома, да се капиш. Вели зошто се добрав со другиот со третиот. Значи муслиманот е чист. И затоа исто пример ако пие муслиманот една чаша, значи дозволено да пиеш и ти, зашто тој е чист. Не ја прави тој неджис. Не ја прави тој нечиста таа вода и таа чаша. И затоа се знае пекамберот салам ко пиеше. Пекамберот салам пиеше и им даваше на сахаба поред да пијат. Сито тоа грне од тоја Точно што направи тоа. Да, значи ние не лагаме тука, само за кратко да спомниме пример, со примери се разјаснува. Значи не мислиме како чист. Не, пекамберот салалалаху го практикуваше. Пекамберот салалалаху го практикуваше. Значи да немаш шибе она и несигурност и нејасност или значи и слични работи, кога ти приме некој муслимаш е мртов, го земаш исто го ставаш значи во гробот. Да, без сомнежи дека тој е, значи, тој е чист. Тој е чист. Значи, и ова е, вели шейх Заид рахимуллах, хада мин хасаис ел муслимин. Ова е од специфичните работи за муслиманите. Ова од специфичните работи за муслиманите. Значи, што значи? Дека неверниците се неджис. Значи, хасаис ел муслимин. Ова е од специфичните работи за муслиманите. Значи, ако не ке речеше шейх Заид, значи и за другите. Хасаис, од специфичните карактеристики за муслиманите. Се Аллах субхана ва таала ги нарекува чафирите, дека се неджис, во нивниот живот, дека се неджис. Иннама ал-мушрикуна неджисун. Навистина се мушриците неджис, нечисти. Значи, во нивниот живот, и се знаете дека тоа повеќе извалканост, во нивните души, извалканоста. Но таа извалканост исто се покажуваат и се видошпиглат, значи се покажуваат, се гледат во надворешност исто, се осликуваат, значи во дуњалокот, после во животот. И ги гледаш почето. Но тоа значи дека исто, значи вода не можеме да дадеме. Да, ако пие тој на тоа место, тој е неджис. Тој е неджис. Хада мин хасаис ел муслимин. Следниот хадис, број 144, عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره هكذا رواه البخاري и во муслим исто пренесе со друго, значи со друга верзија слична. Анес ради Аллаху ан велит дека пекамберот салаллаху алейхи ва саллам кога ја избричи неговата глава, Абу Талха беше првиот кој му беше подадено дел од косите на пекамберот салаллаху алейхи ва саллам. Дел од косите на пекамберот салаллаху алейхи ва саллам. Прва работа, вели шейх Заид рахимуллах, која учи мени од овај хадис е дека косите на еден верник се чисти, не се неджис. Значи, пример, берберон, ова се работи за бербери. Ти знаеш во Мека илјадници луѓе се на ден ко прават умра и хаџ. Што треба из берберот, но со да се капи, да се чистите. Не. Значи, косите на еден муслиман се чисти. Се чисти. Значи, нема нечистотија на нив.
Isto во овај хадис учиме дека беричето на пекамберот салаллаху алейхи ве селем, беричето на пекамберот салаллаху алейхи ве селем во неговата облека, во неговите коси, во неговата крв и во неговата пот. И ова е мин хасаисихи, ова е од специфичностите на пекамберот салаллаху алейхи ве селем. Ова е од специфичностите на пекамберот салаллаху алейхи ве селем. Значи, овие работи, барање, беричет од Аллах субханаху ве таала, се она што дават беричет е Аллах субханаху ве таала. Не на себе таја облека или таја коса. Тоа што дават беричет е Аллах субханаху ве таала. Но тоа е, значи, себеб што го направил Аллах субханаху ве таала, значи, во облеката на пекамберот салаллаху алейхи ве селем, во неговите коси, во неговата крв и во неговата пот. Ова е од специфични карактеристики на Мухаммед салаллаху алейхи ве селем. И не се дозволуваат ова работа кај никој други после пекамберот салаллаху алейхи ве селем да се прави. Зошто? Ако би беше дозволено, тогаш сахаба ридвануллахи алейхим ќе го праве ова со Абу Бекира, ќе го праве ова со Омара, ќе го праве ова со Усмана, ќе го праве ова со Алија радијаллаху анхум. Значи, ако беше да се барат од косата, од потта, од облеката, од крвта на друг човек после Мухаммед салаллаху алейхи ве селем, тогаш ќе беше Абу Бекр радијаллаху анху. Аха, не, има некој таму во Афганистан, некој таму, некој затворен, не зна каде, значи, или во Турска некој муфтија има, не таму да појме кај него ние, и во Пакистан. Тој беречетлија бил, и во Чеченистан таму. Не. Кад тие што шетаат на YouTube, со на кола, ќе ми имаат влакно од пекамберот салаллаху алейхи ве селем, таке, лаги чисти, лаги. Денеска, во нашава денешница, немат апсолутно ни една трага од пекамберот салаллаху алейхи ве селем, ни од неговата облека, ни од неговата коса, крв се сакако, значи, и потта, значи, умират со него в гроб. Значи, немат ништо од пекамберот салаллаху алейхи ве селем, не постои ништо во нашава денешница. И кој тврди дека има, тој е лажго само. Тој е лажго. Некој му да рече, па зошто да немат? Зошто сахаба ридвануллахи алейхим, кога умира и земаат тие коси што ги имаат пекамберот салаллаху алейхи ве селем, со нив во гробот внатра. Или таа облека. Земаат со нив внатра во нивните гробови. И така, значи, немаат ништо. Значи, оние што лажат, ова е сабијат од пекамберот салаллаху алейхи ве селем, ова е, не знаш, од џубет од пекамберот салаллаху алейхи ве селем, ова е турбанот од пекамберот салаллаху алейхи ве селем и таке други, значи, лаги измислени, тоа е само за да ги преваруваат муслиманите. Ништо немат вистина. И нас, како муслимани, нигде во Куранот не ни е наредено, барајте турбаните и капите и чевлите од пекамберот салаллаху алейхи ве селем. Но ни е наредено, како што имам Ахмед Рахман, во повеќе од 30 ајети, да бидеме покорни и послушни на пекамберот салаллаху алейхи ве селем. Значи, тоа е работата. Значи, не ни е нас наредено да бараме, значи, ние кошули и влакне, не знам што. Сакаш да бидеш човек беричетлија? Сакаш? Учи знаење, за да бидеш беричетлија. Што вели Allah subhanahu wa ta'ala za Isa alaihi salatu wa salam во Куранот, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Ме направи мене беречетлија кади да бев. Шо велат алимите, Шех Абдурахман Саъди ибн Кесир и так натаму, муаллимен лил хајр, да учам доброто на луѓето. Значи, тоа е беречетлија. Сакаш да бидеш, Абла Бухари вели, сакаш да бидеш беречетлија, тогаш алимен наса хајр. Учи го на луѓето доброто. Учи, прво што да учи за себе, после и на другите. И познатото, значи, до испратување до писма меѓу Салман el-Farisi и Абу Дарда радијаллаху анхума, кому вели Салман радијаллаху ан, знаја Абу Дарда, она што го прави човекот благословен беречетлија се неговите дела, а не местото каде живеат. Значи, може би човекот живеат во среде Мека. И знаете дека имаат луѓе се родени во Мека. И умрени во Мека и еден пат направиле хаџ.
Да. Pa to ne napravljeno nije... Ама ова е уште појако бедово, што кажа братот, значи, у бужат, не били во Месџид ил Харам, еднош пат не се кланяле. Не биле. Значи, ова е брат, зато не се работи, не е работата, значи, лейсе ле ибра, значи, не е работата во парите, туку работата е дали Аллах субхана ва таала ќе ти дај тебе успех. За ти од тука да излезиш од Маршал Тито улица, да поеш до тамо. А некој што е тука, не пошо. Значи, затоа ова треба да го гледаме како, значи, успех од Аллах субхана ва таала, не со нашите можности и средства и нашите, значи, квалитети што ги поседуваме. Не, никогаш. Значи, оваа работа, поделување на косите и слично, тоа беше само специфично за Мухаммед салаллаху алейхи васелам. И за никој други. За никој други. Значи, немате лажи некој. Зашто сахаба, брат, види, значи, ти што ти пренесе хадисот се сахаба. Значи, ти Енес, Талха, Абу Талха и така натаму. Значи, ти ако им беше дозволено да го прават тоа се Абу Бекира ради Аллаху ан, тие ќе беа први кои ќе го правеа. Значи, тие беа, значи, најжестоки во следење на сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ва саллем. Значи, тие бара да го следат врвно сунетот од пекамберот салаллаху алейхи ва саллем. И тие не го правеа со никој други, освен со Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем. И ова работа дури, сега ги имаме на германски тој дерс, утре вечер иншаллах, значи, ова работа дури мој човекот да го исфалит од верата. Дури мој тоа тебррук, барање берикет, во места кои не се легитимирани во шеријатот, во луѓе, во дрва, во камења и така слично, ова работа мој човекот, значи, да го исфрлит од верата. Да го исфрлит, значи, ова работа затоа е многу опасна. Следниот хадис, број 145, а тој е عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم الخيبر جاء رجل فقال: يا رسول الله أكلت الحمر. ثم جاء فقال: يا رسول الله أفنيت الحمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى: إن الله ورسوله ينهيانكما عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس. Muttafaqun alayh. Во овој хадис, што е заверен, значи, во Бухари и Муслим, пренесет од Енес ибн Малик ради Аллаху анху, дека кажуват Енес ради Аллаху ан, кога го отворија муслиманите Хајбар, градот Хајбар, кога го отворија муслиманите, дојде еден човек кај пекамберот салаллаху алейхи ва саллам и го извести дека муслиманите имаат заловено магариња и ги имаат некој тие магариња заклано и почнато да ги печат. Оваа работа, значи, без знаењето на пекамберот салаллаху алейхи ва саллем и без негова дозвола. Тогаш кога дозна пекамберот салаллаху алейхи ва саллем во тој момент, му нареди на Абу Талха ради Аллаху ан да извикат во редовите на муслиманите, да извикат со висок глас: на вистина Аллах и неговиот пратеник ви забрануваат вас месото на магариња. Ова е, значи, muttafaqun алейхи. Овда, во овој хадис, вели шејх Зед рахимуллах, е доказ дека куќното, домашното магаре е нечисто. Зошто пекамберот салаллаху алейхи ва саллем рече накрај: иннаха риджсун, или неџис, таа е, значи, нечиста. Значи, тоа магаре е нечисто. Исто така, неговото месо е нечисто. Исто крвта во тоа месо, ако те прсни тебе, на магаре ти си, магарево твое се повредуваат во планина, те испрскуваат со крв, таа крв е нечиста.
Treba da je odstraniš. I ne možeš u ta situacija se klanjaš. Ako je ta krv na tebe. Osim ako nemaš voda, znači toga se ti je isključoci. Ама не да направиме сега isključoci да бидат правило, а правило да стане isključok. Значи, магарето je nečisto. Домашното. El ehli. Znači, domašno magare je nečisto. I krvta i месото je isto nečisto. Но една работа, што шеријатот овде со леснотија ова работа е гледата. А тоа е потта на магарето. Што вистина и потта е нечиста, но поради неможноста да избегнеш таа пот, е дозволено тогаш. Иако те имат допрено. Значи ти пример на магаре си без самара. Без самара, кажем. Да. Се спотува магарето, се поти. Ти се што правиш? Значи, тогаш можеш така се кланяш. Зашто това е, така е речено, неизбежно. Неизбежно. И стават прави, значи, големи тешкоти на човекот. Така што, тогаш се дозволуваат. Следниот хадис е Ан Амар ибн Хариджа قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته وهي تقصع بجرتها ولعابها يسيل بين كتفي. الحديث رواه أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه. Ovaj hadis koga prenesuvat Amar ibn Haridža radijallahu an, a zaveren je znači vo Musnad imam Ahmed, vo Sunan ibn Mađa, vo Sunan Nesai, vo Sunan Tirmidhi, дека Амар кажуват radijallahu an, пекамберот салаллаху алейхи ва салам ни одржа нас една худба во Мина, а тој беше качен на неговата камила. И така што неговата камила, а Амар ибн Хариджа беше под камилата на пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Значи во друго мислење, значи држеше камилата од пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Да, под вратот. И во тие моменти пења, значи од испотеност, од така натаму, излагаше, течеше од таја камила. И течеше, велите Амар ибн Хариджа, на моите рамена. На моите рамена. Во овој хадис, што учиме ние, учиме дека од она животно кој е халал неговото месо, исто нејзината, значи, пења, плуканица, е чиста. Е чиста. И потта исто така натаму е чиста. И крвта, ако те прсни, значи, чиста. Ама од она животно што? Што е од халал. Значи. Од она животно само што е од халал. Освен што е дојдено јасен аргумент, исклучок, слушајте добро, освен што е дојдено јасен аргумент, а тој е исклучок, дека месото на камилата го анулират абдестот. Ама зо има специфичен аргумент. И овде пак рековме, значи се врашаме назад, тука нема логиката, значи место. Дошли дојдеш ке почнем, па зошто 3 имат акшамон, нема 4 како јацијата. Па тога е, те зошто имаш 2 очи, немаш 3 очи. Или зошто немаш и назад очи, не мора да се вртиш. Значи овие прашања не се прашања. Овие не е прашање, ова прашање. Значи затоа дека пењата од оние животни кои се халал е чиста. Значи е чиста. Пример се случува, значи, ја не знам колку имате ви искуство од тие работи. Узда, знаете што е узда? Да. Така. Значи ставање узда на конјот, ставање узда на камилата, ставање узда на кравата му да се случи. Ставање узда на магарето. И ти треба да знаеш се овде, ако допри твојата рака, значи која е неџис, која е чиста. За дали да се клањаш или да не се клањаш. Затоа Китабу Тахара е тука, за ти да бидиш спреман, за кога дојдеш во Китабу Сала, другиот дерс, значи ти овие правила ги знаеш веќе.
Веќе немат кај тебе несигурности. Туку си во потполна сигурност. Следниот хадис, 147. Значи, гледaj, имам вишучено 147 хадиси. Ако учувам само 10%, ќе имам на доста 14 хадиси на памет научено. Да, неопределното се лече. Да, значи, зато треба да учиме. Се не велиме хадиси, еве имаме колку сакаме хадиси, само треба од нас да ги повторуваме и да ги учиме. Број 147, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. Ovaj hadis, koga prenesуват Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума, а то е следното: Пекамберот салаллаху алейхи ва селам помина покрај два гробови. И рече: на вистина тие двајца се во тек на казна, значи се казнуваат моментално, а не се казнуваат за нешто големо. Што се однесува до едниот, тој не се чуваше кога извршуваше уринирањето, малата потреба, не се чуваше. А што се однесува до другиот, и во арапскиот јазик, кога има некоја работа, две работи само, се потребува, значи, ал-ауал вал-ахир. Значи, не се велиш први и втор, туку првиот и последниот. Тешехуд, пример тешехуд во намазјација. Први тешехуд и вториот тешехуд, така? Арапци не го нема тоа вториот тешехуд. Првиот тешехуд и последниот. Значи, тоа знаеш, првиот е првиот, последниот е последниот. И затоа се викат Јеумил ахир. Верувањето во последниот ден. Значи, на судниот ден. Зошти? Шех Фозан велит: Јеумул ауал, првиот ден е овај ден во дуњалокот. Све животот што ова е како еден ден. И јеумул ахир е верувањето во последниот ден. Значи, ова во арапски пример, ти ако мрчиш некој араб, пример го прашува шехот, му велиш: ја шех, те шехот е thani. Вториот. Тој ради, ти си уште почетник, ти. Тешахуд ел-ахир, последниот тешахуд. Значи, многу е важна ова работа во арапскиот јазик. Значи, првиот што се однесуват, не се чуваше од значи, извршување на малата потреба. Што се однесува до последниот, тој ширеше меѓу луѓето немима. Немима ќе дојде во објаснување. Значи, ширеше, зборови. Ширеше зборови меѓу луѓето со намера на расипување. Со намера, значи, да расипуваат, а не да поправат. А потоа зеде пекамберот салаллаху алейхи ва салам едно дрвце, значи, кое беше пресно, значи не исушено дрвце, значи дрвче во цутење, така речено, и го окрши на два дела. И стави на секој гроб по едно дрвце од нив. А потоа сахаба ридвануллахи алейхим му се упатија на пекамберот салаллаху алейхи ва салам: о Аллахов пратеник, зошто го направи тоа? Тогаш пекамберот салаллаху алейхи ва салам одговори: се надевам, се додека тие дрвцина не се исушат, да им олеснет малце нив казната. Се надевам, се додека тие дрвцина не се исушат, да им се олесни нив во текот, значи дрвцево му да трае, значи 2 месеца дура се исуши пример, или 5 или година. Се додека, значи, дрвцево не се исуши, се надеват пекамберот салаллаху алейхи ва салам да им се намалит, да им се олесни казната. Овој хадис е, значи, во Бухари и Муслим заверен. Велит шейх Зейд рахимахуллах:
Од првите работи кои ги учиме во овај хадис, значи слушајте внимателно. Од првите работи кои ги учиме во овај хадис, отвори овој џамов плано, на? Од првите работи кои ги учиме во овај хадис е дека урината на синовите Адемови е нечиста. Урината, значи на синовите Адемови е нечиста. Така што, ако таја тебе те иштаркат на твоето тело, на твојата облека или на едно место, така требита задолжливо е да се исчисти тоа. Како тој бедуинот кој дојде во џамијата од пекамберот салаллаху алейхи селам и изврши малата потреба. Тогаш пекамберот салаллаху алейхи селам им даде ишарет на сахаба да го остават, зашто ако го исплашат, ќе биде штетата поголема, поопширна. Накрај го научи пекамберот салаллаху алейхи селам што се прави во џамијата, дека за клањање, за читање Куран, за викрување, и тогаш нареди на тоа место да се фрли значи вода, значи вода. Значи да се фрли значи вода. Да се исчисти значи тоа место со вода. Така, значи, дали е тоа на телото, на облеката, на место, треба тоа, значи, ако има тука урина на синовите Адемови, треба да се исчисти. Од оваа работа имат еден исклучок, а тоа е машкото бебе кој немат уште почнато да јади, значи, храна, освен млекото на својата мајка. Ако тоа машко дете, бебе, ти го имаш враце, и тоа како Хасан или Хусейн, што ќе дојде хадисот, го звери пекамберот салаллаху во неговите гради и се уринираше. Тогаш пекамберот салаллаху алейхи рече, ова само со штркање на вода. Само тука на тој дел се штрка вода, ама не се да го миеш. А кај малото девојче женско што е, иако е таја, значи, само пие млеко, не јади друга храна, ако таа те направи тебе со уринирање, тогаш треба да го очистиш тоа, тој дел од твојата облека и тој дел од твоето тело, да го очистиш. Ама не да му направиш проблем на тоа дете нешто. Пример ми кажуваше еден брат мене дека некогаш некој мало дете испуштило воздух, а неговиот стрико земал абдест. И мисля дека испуштувањето воздух на тоа малечко дете мора се пува нема абдесов и го има тепано до крај. Да, брат. Затоа велите Ибн Кајим рахмеллах, зборот Ибн Кајим рахмеллах е многу важен. Незнаењето е значи болест кој убивата. Ова треба да го памтиме, не пред очи имаш, брат. Значи види, ти може од тоа на детево, значи да има тој целиот живот траума, брат, да добие. Да. Значи затоа, значи треба учење, брат. Ако му се допри органот на малото бебе? Ние не сме сега тука. Ако му се допри орган на малото дете, да, ако му се допри органот на малото дете, пример, му го менјаваш памперсот, значи тука е прашањето, тогаш, како што велат алимите Шех Абдул Мухсин ел Аббад, се земат абдест. Значи се земат абдест. И овде треба мајките врвно да пазат дома. Значи овде, пример, може да го земиш на лесно рамо оваа работа. На брзина му го мени памперсот и после да се кланяш. Не. Ако ги имаш допрено органот, предниот или задниот, ти се анулират абдестот. И треба да преземиш абдест за да се кланяш. Значи оваа работа треба многу пазење, не сме да се земи на лесно рамо. Се немаш намаз, брат. Односно таја сестра. Значи, во моментот кога допират органот, му се расипува нејзе абдестот. Треба да преземит абдест. Ако не знае човек, досега му било простено, оправдан. Ама од сега чим слушат и знаат, немат опростување. Исто, втора работа која учим овде, која спомнува Шех Зейд рахимахуллах, тоа е, во овај хадис е аргумент за една од муаџизат, од муџизите на пекамберот салаллаху алейхи ва салам. А тоа е, пекамберот салаллаху алейхи ва салам знаеше она или дозна со дозвола Аллахова она што луѓето не го знаеа. И слушна она што луѓето не го слушна. Значи тие мртви што беа казнувати, значи луѓето што беа со пекамберот салаллаху алейхи ва салам,
што беа до него, до неговата близина, не знаете кога тие се казнуваат во нивниот гроб. Не знае поради што се казнуваат во нивниот гроб. Ништо нема знаење. Но ова беше, значи, од муъџизат на Мухаммед салаллаху алейхи ва салам, кои се случува, значи, со Аллахова дозвола. Со Аллахова дозвола. Трета работа, шейх Зейд рахимахуллах вели, од овај хадис кој учиме, а тоа е опасноста на земане на лесно рамо нечистотите. Значи, да го земиш, значи, на лесно не на озбилно, не на сериозно. Значи, ова е опасно, зашто тој човек, едниот, првиот, ла јестетиру минал баул, значи, не се пазеше кога извршуваше малата потреба. Значи, кога не се пазеше, значи, се правеше неджис. Нечист. И како резултат, значи, беше казнуват во гробот за тоа дури. Значи, оваа трета работа што учиме од овај хадис, опасноста на нечистотите, и треба овие работи се земаат, значи, за озбилно, за сериозно. И да посвети, значи, внимание. Не да речеш, јас сум чист. Брат, Аллах субхана ва таала е тахир, чист, и не прима освен чистото. Не прима освен чистото. Треба ти биде јасно дека ти имаш потреба за тој ибадет. Дека ти имаш потреба за тој ибадет. Четврта работа која учиме тука, а тоа е доказ, во овој хадис е јасен доказ дека немимату е забранета. А тоа е, значи, тоа е пренесување на зборови од еден до други со цел да разрушуваш и да расипуваш. Значи, неговата цел не е тој да ги спои два браќа, да ги спои два луѓе кои се искарани, не. Неговата цел е и оние кои се заедно да ги разрушите. Значи, ова е. И пекамбарот салаллаху салам, а вели шейх Зейд, ен-немам мин ахлил кебаир. Оној кој прави немима човекот, тој прави од големите гревови, не е мал грев овој. Зошто пекамбарот салаллаху салам велита, ла једхул, а тоа е во сахих Муслим овој хадис, لا يدخل الجنة نمام. Не влагат во дженнет онај кој преносува зборови, за да сипуваат према луѓето, во редовите на луѓето, меѓу луѓето. Значи, لا يدخل الجنة نمام. Не влагат во дженнет онај кој пренесува зборови со цел да расипуваат меѓу муслиманите и муслиманките. Исто ве жените треба се пазат многу во оваа работа. Зашто имаат многу време во текот на денот, им станува досадно и после кажуваат комшијарката, па таја, па третата и петтата. Не. Доволно му за човекот своите грижи што ги имате. Своите грижи. Ла једхулул џенна немамун. Ла једхул, значи пекан, ла једхул, не влагат. Значи нормално ние ахлу суна вал џемаа веруваме дека ова не значи дека никогаш нема да влезете. Туку ова кажува дека од големите гревови. И ова работа не те ваѓа тебе од исламот. Но, значи, си во опасност. Си во опасност. Кој може би поради тоа ќе бидеш казнет. И нема да ти се може би поради тоа, нема да се може би да влезеш директно во дженнет, брат. Значи, затоа, брат, затоа треба врвно пазење. И како Омар ради Аллаху анху велеше, ставаше, значи, раката негова, прстите на огнот, не можеш да поднесите. Значи, ти кога не можеш жешкотијата на тој оган во дуњалокот да ја поднесеш, како може, значи, да се осмелуваш, да бидиш, значи, во опасност, да биде ставен и за еден миг во џехеннем. Како кажува пекамбарот салаллаху алейхи ва салам, оној што ќе дојде на судниот ден, што имал све и се што на дуњалокот што посакувал, од најбогатите луѓе, за еден миг ќе биде ставен во џехеннем, ќе биде прашан дали имаш некого што сетил некоја добрина, све ќе има заборавено. Поради таа жестока болка. Да. Хамим, водата што ќе ја пијат, значи водата што ќе ја пијат луѓето, жителите на џехенем, брат,
Ти ги стопува твоите органи внатра. Ти ги стопува твоите рилици. И повторно Аллах ти дава нови органи и повторно да чувствуваш казната. И ти знаеш дека таа вода тебе ти штети, но така немаш воочајност и нема друга вода, пак и други пат ќе ја пиеш таа вода. Брат, значи работата е жестока. Работата е жестока. Потоа вели шейх Зейд рахимахуллах дека а таа предпоследната придобивка од хадисот, вели шейх Зейд рахимахуллах, оваа работа за ставање на дрвцина на гробови, ова е од специфичните работи на Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам. Значи ова е само за него. Зашто ти не знаеш. Ти не знаеш дали тој се казнуваат или не се казнуваат. Ова беше ни сахаба. Значи сахаба зошто му рекол лима фаалта хада. Зошто го направи ова? Значи ако знаат тие самите, нема да го прашува. Ама тие сахаба не знаеа што се случува со мртвите, а камоли ние и луѓето други на нашата денешница. Значи ова работа специфична само за пекамберот Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам. И за никој други, апсолутно никој други. Исто во врска со барање, берикет, тоа беше исто специфично со пекамберот саллаллаху алейхи ва саллам. Следниот хадис, а тој е ан Аиша радијаллаху анха, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه متفق عليه. Аиша радијаллаху анха пренесува овој хадис дека пекамберот салаллаху алейхи ва саллам го миеше, односно миеше течноста на спермата. А потоа одеше во џамија. И велите Аиша радијаллаху анха, јас гледав, ефер, трагите на тоа место каде имаше пекамберот салаллаху со вода измиено, трагата уште беше тука од водата, не беше исушена, А пекамберот салаллаху веќе одеше во џамија да се кланјат и да ги кланјат муслиманите. Прва работа што учиме, вели шейх Зейд рахимуллах, дека воспротивно со урината, елмени, спермата е чиста. Таа е чиста на себе. Како субстанца. Таа е чиста. И пекамберот салаллаху алейхи ва салам, ја отстрануваше, иако се гледаше уште, трагите. И не беа исушени трагите. Одеше пекамберот салаллаху алейхи ва салам и се клањаше во таа облека, во таа кошула. И така натаму. Да. Не тука ти ако ти се случи таква работа и ти го измиуваш сега и велиш да не може да ода со овие пантолони или со оваа кошула, зашто има трага тука, се познават, некој може да помисли баш на тој дел. Ти си дошол в џамија со тој дел е намокрен, ке нас нарочито може луѓето брго да замислат тука што направил овие. Не, ти си во вистина чист. Ти си во вистина чист. Ти си чист, брат. Последниот хадис, а тој е ан Аби Самх радијаллаху ан قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره صلى الله عليه وسلم فجئت أغسله فقال صلى الله عليه وسلم: يغسل من البول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي والدارقطني والحاكم. Во овој хадис кој го пренесуваат Ебу Самх радијаллаху ан, велит: јас бев во служење на пекамберот салаллаху алейхи ва салам. Значи за сахаба редвануллахи алейхим беше чест да го служат пекамберот Мухаммед салаллаху алейхи ва салам. Значи брат, замисли пример некому
некој подготвен, значи му биде да биде во близина и работник негов на еден председателен крал, и видите, ако трети без пари ќе работа. Само да има таја чест да бидам во негова близина, така или не? Овие е Сејиду веледи Адам. Овие е водич на синовите Адамови. Мухаммед салаллаху алейхи ва салам. Значи на сахаба беше врвна чест да бидат во служење на Мухаммед салаллаху алейхи ва салам. Во тие денови и годиња и месеци која беше Абу Семх во значи суферфюгум, како се значи во на располагање за пекамберот салаллаху алейхи ва салам, му беше донесет еднош Хасан или Хусейн. Значи му го донесува на пекамберот салаллаху алейхи ва салам кај себе. И тогаш во текот на седењето кај пекамберот салаллаху алейхи ва салам се случи да Хасан или Хусейн изврши малата потреба, како бебе мало. Изврши малата потреба. Кога виде Абу Семх ради Аллах, кога забележа тоа, наградите, зашто пекамберот салаллаху алейхи ва салам има, значи, наградите го намокри. Значи, што значи дека наградите го имаше близина. Ова кажува, значи, љубовта спрема своите внуци и деца. Значи, близкоста, милоста спрема нив. Потоа, велите Абу Семх, дојдов јас кога забележав тоа ке пекамберот салаллаху алейхи ва салам, истакав, значи, да му го измијам тој дел. Тогаш пекамберот салаллаху алейхи ва салам му рече, тоа се мијет од урината на девојчето. А се фрлат само вода, она ќе се прскат од урината на малото машко. Значи, од тоа учиме тука дека значи урината на она бебе машко кој нема почнато да јади храна освен млекото на својата мајка, урината значи таја е значи урина се чисти со прскање малце вода. И тоа доволно. А ако е девојче тоа, женски пол, тогаш треба значи целосно тој дел да се измиет. Целосно тој дел да се измиет. И овде значи се гледа, значи види, значи пекамберот салаллаху алейхи ва салам никакво паничење или извикување. Са некои луѓе кои им се случуваат вакви работи, значи не сака ја внуци, не сака ова, не сака. Не. Значи многу нормална работа, многу природна работа за едно бебе да се случи таква работа. Да, брат. Биднилахи таала, ние сме на крај на китабу Тахара, значи на книгата на чистотијата, и идниот дерс, значи биднилахи таала во сабота, ќе започнеме со китабу Салах, но тоа значи идниот дерс. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.